Иvica, добро ни дојде у Скопје але. Здраво живо. Скопје але и Вардар але. И Вардар але. Ова е населба на Вардар и на КК Работнички. Добро, ја дека од аеродром, ама и Ти дека си надвор од Скопје тоа не го знаеш, меѓутоа ова е населба на Вардар и на Работнички. Това се најстарите клубови со најдолга традиција, најградските клубови и се останато како тие таму металски завод е нешто надвор од тие традиции и овој тоа мора извини као капиштанец морам вака да почнам бидејќи целиот амбиент ако почне да ги сникате овде има еден графит антиаеродром. Што ми е многу смешно, ама знаеш на времето тој антагонизам е па и ден денес е доста големи, доста длабоки. Мене ми е тоа на шега малце, ама малку и сериозно, како ти кажам. Некогаш Даре не ти се љути? Даре од бендот ти од аеродром. Па тоа му викам, ја секогаш кога представам викам а сега човекот кој што доаѓа од далеку, вече си надвор од Скопје од аеродром и ме гледа вака ставо. И тоа е секој концерт со години на така. Добро, Даро е сега со една нога и во аеродром, ама со една нога и во Србија некако, на релација Белград-Скопје периодов, да. Значи, супер. Ајде да кажеме така зошто сме во ова паркче во Капиштец, кое што ти е тебе омилено место и многу спомените врзуваат за него. Па, јас сум практично овде пораснат, иако сум мојата приказна почува во Чаир практично. Јас сум роден во Чаир, кај стадионот Балкан или Слога, како сакате повеќе. И ама не се сеќавам на тој период затоа што на 3 години сум 4 веќе преселен на 81 година, 80-81, не знам кога точно. На 12 во зградите, во белите згради во Капиштец, кои што се на граница на Центар и Карпаш практично, бидејќи Рузвелтова недели. И можам да ти кажам дека од приказните моите што ми ги кажуваат, бидејќи јас сум бил мал, не се сеќавам, дека во оној пост земјотресен период, ова се едни од првите згради или едни од ретките згради или можеби не знам и другите се кои што биле тестирани со вештачки потреси и земјотреси на одредена сеизмичко ниво, не знам, до 3-4 степени се нишани вештачки за да видат дали се добри. Темелите за да се провери, така што мислам дека живеам во една од најстабилните згради што се несуваат до земјотресите, иако на 12 кога има земјотресите вака се нишаме, многу е забавно. Кога сме кај земјотресот, оној последниот кога трчавме сите од први, ти на 12 што правиш? Ја не бев во Скопје. Добра. Не бев во Скопје, во тој период бевме во Грција, ми се чини на одмор. Знам само дека мајка ми беше на диазепам и татко ми на ракија. 24/7, да, кој со Не, татко ми беше помирен со се, рече што и да биде, не мрдам, пошто паѓале книги по дома. Тоа било кај мене кога има и најмал земјотрес, ја го веднаш знам. Леле. Посебно после вакви дождливи периоди, на шала знам да кажам, знаете што следува. Леле. И тоа е кога беа деца помали има една процедура, седнуваш, ајде деца сите под масава и чекаш, бидејќи лустерот кај мене на веќе на 2 и нешто мислам дека вака. Почнува да се ниша. И чекаш само и чекаш, викам чекај, ќе се смири. И тоа на 12 е редовна процедура. Нема бегање по скали, тоа се знае, нема користење лифт, тоа се знае. И тоа чекаш. И се надаш дека конструкторите кои што ја тестирале биле во право. Биле во право, така е. Ајде сега кажи ми дека ова паркче никогаш не изгледало вака. Како изгледаше? Знаеш што ништо не изгледаше вака. Можеме да почнеме малку. Можеме да почнеме. Ајде. Гледаш овие луѓе стаеле обична антена, не ги зрачи толку, кај мене 2 антени има од овие операториве и навечер светиме во зградава. Свети, светиме навечер. Ама можеш да им кажеш кај што свети, таму живеам. Кај што свети, не сите светиме пола веројатно до 6, што сме надоле светиме. Што вика дека нема зрачење, ама ја не сум баш убеден. Се будам со фреквенции, со овакво вести од одредени канали во глава. Да, овде ништо не изгледаше вака своевремено. Значи ги немало овие црвениве кога ти дојде тука. Вака сега. 81-ва? 81. Добра. Иди ја на тоа многу матно се сеќавам, сум бил многу мал, 3-4 години, меѓутоа тука сум цел живот. Овој реон се делеше на Капиштец на белите кога бевме ние мали, ние бевме една банда и овие првите црвени овде. Првите црвени. Овие црвените, така ги викавме, беа веќе друг генг. И воените беа трет генг, овде беа веќе помоци ги знаеме деца, овде беа претежно деца на воени лици, затоа се вика така е, воени. Се викаат воените. И овде се претежно навијачи нели на Партизан, Звезда и така натаму. Гробари дели, вама овој дел бевме повеќето за Вардар. Нели? Добро. И си имаа некои симпатии од другите тимови од Југословенската лига, меѓутоа бевме за Вардар. И ова беше една банда, овие беа друга банда. Ова беше трета банда, па надолу кај што е денеска Беверли Хилс. Беше четврта банда? Беа повеќе комунициравме, да ти кажам, со овие другиве. Со другиве од Козле, бидејќи практично тоа беше центар 2 на времето. Не знам дали знаат скопјани дали се сеќаваат. Како ова беше центар 1? Ова беше центар 1, преку зградите беа центар 2. Практично тој дел Козле Карпош не беше Карпош тогаш. И доста често или главна
точка за средби не беше млечен ресторан. Млечен. Јас завршив во 29 ноември, сегашно Војдан Чернодрински. Супер. Во тоа Убаво време не училиште е постоеше тоа. Киро Глигоров. Тоа беше законно училиште на времето. Да. Беше главното ривалство беше помеѓу 29 Песталоци, Карпош, Ленин беа послаби и Добро. така натаму. Во овој реон бевме тие училишта, бевте меѓутоа главни. 29 Песталоци беа најсилно училиште бидејќи има и многу паралелки, српски паралелки, има и не Се. знам што. И ние од 29 ама 29 па многу си го сакам тој период од мојот живот бидејќи и убави споминам бидејќи таму бевме некако музички бевме сите добро Тоа едуцирани, сакав да те- имаше да една те панк-рок генерација која што слушаше панк-рок и моите музички корени практично од таму доаѓаат. Тоа сакам Односно, моите да. афинитети Да, кон кон свирење музика, кон во бенд свирење. и свирев во музичката секција гитарска на 29 ноември, таму почнав да учам практично. Односно, колку познати личности живеат во ова оде, околу паркчева. Овде ако почнеме, не знам од кај да почнам. Ајде, реди ги. Ред Во се редом. воените згради живеа, мислам дека не живеат повеќе никој од нив. Саша и Дејан Павлович, Саша Павлович Фрешко кој што беше басист на Санс, инаку едни од моите идоли на кои што дури им лепе плакати Стварно. по град за време на нивните концерти, на времето кога го издадува. Знаеш дека децата не знаат више дека се лепело никогаш плакати за... Види, децата не знаат денеска ни суперхикс кои се. Не зизај. Значи повеќето да ги прашаш еве ги овие таму Ана и Натали се тие другарки на кирка ми. Добро, не да не знаат? ме знаат лично нема да знаат. Аха. И дури имав работилница во Киро Глигоров, повеќето децата нема представа што е, па дури малку знаат и кој е Тоша Проевски. Чудни генерации, а лошо воспитани од медиумите и од дома. Добро, продолжуваме со познати. Продолжуваме со овакво, со приказнава. Значи овде живеа Дејан и Саша Павлович. Добро. Овде е легендарниот Килиштец кој Кили, што е толку кој многу не го знае. опеан, Кили, сниман и ја не знам. Овде имаше сега за жал Ачек Го живее нема брат више. му таму. да. Парчето е сведено на минимум А? и таму порано доаѓа деца и си игра и Кили ги пушташе сите. Мислам тоа си беше нели општествен тој двор да речем. А? Мислам дека е. Добра, може си го Меѓутоа он си редуваше. напри од тука излези така натаму и беше така еден човек широко град што би се рекол и И што правеше ти, на пример, Пица одеше во Килиште? не, Килиштец што ми барав ја да одам таму, видеа други луѓе у Килиштец. Јас како дете пораснав овде, меѓутоа овде овие згради не беа изградени. Добра. Јас сум еден од тие што се сеќа кога се граде овие згради и се сеќа на моментот овде немаше ништо дрва игралиште, ова беше бланк простор со земја и ако сакаш да се испрљаш, Можеш да излезеш. можеш да излезеш тука. И тука доаѓаше еден конвој на флипераши и места еден шатор со флипери, главна тоа беше негде 85-та, 6-та, 4-та доаѓаа флипери и овде да земеш, не знам, 100 динара у тоа време Добро. и да изиграш 2-3 партии на флипери беше премија. Немаше PlayStation и чудо врагови. Деца, мирни! И овде живееше Кили, Кили. сега е Ачек. Добра. Во мојата зграда живеат Кристијан Габровски и Роберт Саздов, значи една музикална зграда, што да ти кажам. Стварно е музикалната. Чекај, Антонио Митричевски режисер. Чекај, Роберт Саздов и Кристијан Габровски живеат на испрат, кај живеат? Не, мислам дека е на 6-ти, Кристијан на Роберт е на 10-ти. Може Јас сум да на 12. создадете бенд. Нов. А музички не сме баш. Не сте баш. Не сме тука. Ама е секој ќе си има пола строфа. Секој е различно. Секој е различно. Шегувам, Не знам добро. кој друг од моја Антонио зграда. Митрикевски, кај е? А овој министерот беше у моја зграда Влада Димовски што отиде во Турција, што имаше Ајде. некои И по тоа потерници бевте по него. познати? Добро. Не, имаше многу луѓе познати. Марина Лазаревска, моја соученичка која беше позната тенисерка на времето, сега живее во Њу Йорк, ако не се лажам. Антонио Митричевски е зграда до мене, Лабина и Теона Митевски, Вук Митевски, браќа и сестра Добро, Митевски се добро. во третиот влез. Добро. Вукче го гледам често, Лабина, Теона се појави летова, Аха. мислам дека во Франција живее. Трендо, кај е Трендо е овде и Зока. Да му викаме? Да Да. ве спие. Мањо, со кој што го правиме подкастот е во истава зграда. Што ти кажам, расадник за За таленти, таленти. за Тоа познати сакам да луѓе. прашам, има нешто овде подводни води, нешто сте проверувале, нешто А дали? капиште од каде е името? Од кај? Од капи, вода. Капи. Да, од капе вода. Капиште практично била едно од насобите го на почетокот кој што овие како се кажа тие архитекти што рекле овде не е баш добро. Има подземни води многу и посебно Капиштец доаѓа од овој дел што е тука околу Свети Јован црквата и овие Така. практично тоа му доаѓа водно. Аха. Ама некои го сметаат и за Капиштец. Не знам како доаѓа точно границата на Капиштец. Свети Јован, Кај нели Свети Јован црквата да. и тука капат води. Ден денеска Аха, има така многу е. вода. Да. И од таму името на Капиштец. Капиштец. Да. Аха. Од капење вода. Добро, да не заборавам нешто Така да многу подземни води
Ама не сме чудни бе. Ја на пример во Ѓорче имам многу пријатели, викам, вие и мора да имате некои подземни води, пошто во Ѓорче знам многу интересни ликови да ти кажам. Какви Тоа ми ликови е знаеш? луди скроз. Неспоредливо капеште со некои други населби. Имаме Значи, кај тука нив- Хром, Ѓорче, имаме Чаир, Скопје има многу пооткачени Кај населби. нив подводни води има поиша гарант, така? Да, ова капиште седна да речеме, нас не вика, смеам ли да го кажам ова? Смееш? Скопски пења, Мм. не викаат вообичаено, аеродромци И па антиаеродромов викаш, шо? и така, и то панци на времето и слично. И важеме за така малце по, нели, разлигавени, ајде да кажам. Добро, сега може не у капиште баш на времето, меѓутоа околу водно ова имаше доста разлигавени деца, побогати и така натаму. Знаеш што заборавме да раскажеме приказнава? Чаир. Како се изгубил Чаир? Во Чаир сум роден 77-ма, таму сум живеел 3-4 години во близина на Балкан или Слога стадионот. Тоа го спомна, ама не И спомна како мал Губиња. сум избегал од дома, сум бил темпераментно дете, многу палаво. И едноставно мајка ме ставила врата и сум фатил џаде. Страфта? Да, и не може да ме најдат цел ден. Полиции, чуда, врагови, комши викале, знаеш, во тоа време мултикулти средина доста Ау. поразвиена од ова денес. И не може да ме најдат цел ден готово, дето киднапирано, прави пусте таа драми. А јас сум се мотал околу стадионов, сум се влегал на стадионов, сум си играл нешто таму, па сум паднал, па нешто раскрварена глава, па некој човек ми видел и рекол, бе ти дете каде кај некој гаражи сум се мотал. Добро. И конечно доаѓа полиција, ме лоцираат, она мајка ме плаче, ме гушка и ја ја викам слушај, само немој да ме караш зашто пак ќе ти избега. И тоа мајка ми ден денес го збори. Вика ти ѓубре едно вика, вака и така. Ваков 30 минути. Да. Чаир искрено не го памтам многу, иако мислам и сметам дека тоа е едно неправедно underrated запоставена општина во Скопје, кој што е многу убава, со многу зеленило и едноставно мислам дека одредени општини или делови од Скопје не се развија во насока во која што требало. Спомна фудбал. Ајде да спомнеме Тоа, фудбал. овде сме играле фудбал. Не, и таму спомна дека си отишол кај стадионче, па нешто во таму те нашли или како викаш? Абе ја немам тренирано, јас отидов кај, не знам дали е Жив Шулинчевски од Вардар. Не знам. Тренерот. И јас Отиде да по тренираш? веќето отидов да Па тренирам, кај фудбал? ама бе буцко као мал. Бев Добро. доста вака по имашен, што се вика? Добро. Не имаше. Не имаше. И отидов и Шулинчевски вика дојде Љапе Зеко, не знам кој беа тренирал таму, ја ке тренирам во Вардар. Вардар беше како ти кажам. да. И затоа многу ме боли ова што се случува сега со Вардар. И затоа ќе направиме една химна за Вардар сега, ќе Може. снимиме. И отидов кај Шулинчевски, дојдоа таму нешто како си тоа не аудиција, него нели подготвителен тренинг да ме видиме. Да видат што И како. Шулинчевски ми рече, ти бе Буцко каде? Па викам ја да тренирам. Не може ти да тренираш, и малку да ослабеше на 50 кг. И ја фино лепо ги гледав како тренираат и не ме прими. И во работнички цевка мислам дека беше Цивка. да, баскет отидов да тренирам и Цивка таму беше не ме прими. професор по физичко. Тие беа легендарни карате. тренери, тие ги држаа младиве категории работнички Вардар, Да, нели во Ереван да, беше да. сите за работнички баскет и ова беше се за Вардар и за покрај ако имаш некоја симпатија од бивша Југославија, Партизан, Хајдук, не знам. Аха. Мене беа Хајдук, Партизан интересни и него се навиваше за Вардар на градски и за работнички во Се сикеваш на Ова- никој удења, на никои како не. такви вардаровски? како не па прв надпревар ми е Вардар Партизан, мислам дека 85 или 6, татко ми му однесе. Добро. Иако моите не се од Скопје, меѓутоа страстени навијачи на Вардар и отидовме на Вардар Партизан и татко ми однесе, имаше се уште и на исток. Аха. Војници беа претежно, у тоа време гробари не постоја навивачи на Партизан и навивачи на Вардар, ја имав едно големо знаме и по зградиве бевме. Тоа беше една подготовка пред надпревари на градски кој играше со Звезда, со Хајдук или Динамо или немам појма Сутјеска, да собереш прво штафи се викаат тие. Што е тоа штафи? Од така ги викавме, мислам дека така се вика. Ако работа, нели сите беа у тоа време нашите работеа кореспонденти, Добро. референти, не знам што, и нели оние машини за За куцање куцање, добро. со лента. Добро. Е па лентата ја фаќаш и ја фрлаш кога ќе даде Вардар гол и таа беше кој имаше лудило. И знамења Вардар и баскет прв надпревар ми е работнички Шибенка, Југословенска лига во сега не е баш толку популарна сала бидејќи нешто од безбедносни причини не се користи Не се користи. многу често, а не се ни потргнаа многу нешто да ја Да ја направат. реновираат и да ја направат за жал. Потргна, ама нешто не стигнаа до крај.
Па не знам, ја не можам да сватам искрено веката да ти кажам како тие символи на градов некој може така да ги остави да скапуваат и да замрат. Па ја го спомнав Балкан. Балкан не постои како клуб веќе. Вардар ако продолжи вака, ФК Вардар, најголемата македонска спортска гордост фудбалска, ќе отиде пак во втора. Ќе отиде не само во втора, може да отиде во заборав со овие долгови. Со ја не можам да разберам, цело време зборуваме за некоја општествена одговорност, одговорност како Скопјани, одговорност како навијачи на Вардар и не знам што. Цело време зборуваме за тоа, а реално ништо не се случува и тонат овие најголеми наши брендови во заборав и во долгови. Тоа не можам искрено да сватам. Исто и со работнички. Така. Работнички нема титула, еве, вие дромци ни го земавте приматот. Па на времето се пееше како беше на 5-та титула, а леа 6-та титула и до 12-та титула, а Ремзат имаше 3. И тоа беше предмет на посмев. Сега не е така. Антиаеродром. Се сменија, работи аеродромци се грижат повеќе за својата можеби општина Расово и така е. не зборувам за градоначалници, зборувам за луѓето што живеат тука. Така е. Скривници. А не дека не си го сакам, Капиштица прекрасна наслова и да ти кажам искрено не сум размислувал, еве со деца сум зборувал да се селиме, нека да чујат. Ама зашто убаво е? Пази сега вака, да бидеме искрени. Убав е овој дел. Добро. Ова шеталиште кое што е една од последните оази на зеленило во Капиштица. Барем знаеш дека вајда нема да никне ни една тука зграда. Па еве треска гледате што се случува. Да, ама Веќе се до Треска стигнати, не знам дали знаете. Киро Глигоров не постоеше, тоа е голема предност. Да. Тоа е училиште кој што го најува, не знам, 20-30 години. Ја кога бев дете го најува, конечно го направи, сега Кирка ми учи таму, син ми е веќе средно. Ама убаво е. Уметничко. Така убаво изгледа, Убаво најубавото е, школа. да, фалат некои работи, меѓутоа како школа, како училиште нема збор. Супер. Значи има сала, има дури Да. базен кој што треба да биде пуштен во употреба и така натаму. А во однос на тие некои работи е супер, но во однос на урбанизација, кафани кои што се прегласни, од кои што не можеме да спиеме, сега постои една иницијатива и веројатно ќе се случи петиција да се преземе нешто околу тоа од страна на градоначалникот и општината, бидејќи овде летно време не се спие ката. Не се спие? Овде до 1-2 не се спие, ако јас сум во шоу бизнисот и во забавата, свирам, лупам, знам Да. што било да има реакции, да доаѓаат инспекции, меѓутоа овде тој проблем не се решава со години и имаме доста гласна музика во вечерните часови, дури до раните утрески часови. Посебно вие, ја не знам, Зока и Трендо како спијат овде. Сериозно. Да, еднаш го прашав Трендо, како спиете бе? Вика као на јужничка пруга, вика. Седе, ми вика вози типовина. Нешто поминува. Тоа е негативната страна на Капиштица или лошиот момент. Да, а се дружат ли децата како вие што се дружите? За жал не. И морам да признам дека ова што го гледате сега, овде гледаме некој мало дете, уште овие некои другарки на керка ми што помина. Овде да беше недела 87 година, ова ги беше фул со деца. Ние не одевме во идол. Ние одевме позади зграда, се викаше ова, Бетонче, и пред така, зграда и во тоа, бетонче. бетонче. Бетон беше РК Бетон. Аха. РК Бетон беше еден од најинтересните ракометни клубови во Скопје и се собира, знаеш дека по 2-3 илјади луѓе доаѓаат да гледаат. Стварно? Бучковски играше, Владово. Владо Бучко Да, овој премиер што беше. Што премиер ли беше? беше и премиер И кратко. тенкови увезуваше некој дел. Добар. Нема врска. И знам дека играше и он, Коки исто кој што подосна комшијата му и не е веќе во зграда, кој што играше за Металург, многу добар ракометар. И се собираа по 1000, 2000, 3000 луѓе. Тоа беше некоја трета регионална југословенска лига, нема везе. Бе фул. Сега тоа е паркинг. Само да ти кажам колку е тоа тажно. Како е тажни приказни Колку се е тоа создава. тажно. Треска беше фабрика, тоа беше Треска не беше добар момент. Бидејќи се будевме секој утро кога одевме на училиште со димот од Треска. Имаше еден оджак и тој дим тука не косеше сите. Да. Како отиде во стечај, пропадна нели таа приказна Југославија, ова престана да работи Треска, меѓутоа сега еве таму ќе имаме неколку. Не знам дали ќе бидат висококатници, да 10 на минимум. Може и 15. И ќе биде многу интересно овде за живот, бидејќи навечер овде Нема да веќе се паркинг диши. место не се наоѓа покрај тоа што не се дише, овде се дише, овде окей, меѓутоа имаме проблеми со паркинзи, бидејќи навечер многу луѓе се паркираат, а под за жал не се вршат работата до крај, да ги искритикувам и мене ме имаат лично казнувано неколку пати. А навечер кога ќе се испопаркираат сите од страна, ние немаме место локација за Вие паркинг. кои што сте тука. Да, ето Тукашни. тоа се лошите страни на Капиштица, меѓутоа Капиштица има многу други добри страни, во центар си имаш какво такво Сети е заведено, Сети е блиску, Сети е во тој тука. однос, знаеш, неколку пати сум мислел што да правиме да Никогаш и идеме. не ти треба ништо за да стигнеш секаде, така? Не, треба за- велосипед за ако се. имаш пуште, Уште по ја електричен тротинет купив еден и во Добро. корона онака ми беше викам што да правам сега кола да не возам и досадно. Си купив електричен тротинет и секде си одев со него. Да. Буквално и на проба стаја гитарата ако ти е поечалото вамо или таму и многу интересно блиску се.
Да. Што да Ај ти се кажам? враќаме сега на приказната 29 како почна музичкото твое освестување, да речеме, или науѓање во музиката и како тргна тоа да се создаде бендот Супер Хикс? Па види кога кога создаваш бенд практично ти не тргнуваш ништо да правиш, спонтано е тоа сето. Бев член на музичката Знаеш што секција. сакаш да правиш? Како Не, јас имав визија да бидам Рамонс, ги слушав и седев пред оледало кај мене на 12 и глумев Џој Рамон. Со фризура немав таква витка на коса, он имаше она, знаеш што ние као она шишка и коса, нешто слично као тебе. Такви фризури има Рамонс, јас сакав да бидам као Рамонс. Добро. И растебе со таа музика, во овие мала млечен овде овој дел па и нааму, козле позади, сите беа скоро панк-рокери, сите главни фраери. И слуша Рамонс, Клеш и слични работи. Перса и Шупак, да ги спомнеме, легендарни скопски панкери. И бевме по тоа влијание и почнаме сите да свириме, имаше добро, слушаа некои Битлз, тој фазон, таа школа. Меѓутоа во 29 многу се негуваше тој музички тренд и учење инструменти. И таа секција функционираше и обично нели за 29 ноември кога е патронатот Југославио борбата родила и после рикна све тоа нема вез. И научивме да свириме по 3-4 акорда, јас свирев гитара, колку толку фаќав нешто, меѓутоа почнав да влече басот. И на последниве 4 жици почнав, и тоа не е случајно бидејќи мојот дедо Диме Младеновски од Кратово бил контрабасист во Староградскиот оркестар. Значи бас, тоа е тоа. По таа линија од нататко ми сите се музичари, сите имаат слух. Супер. И Чичко ми Панче, и покојни Чичко мој Трајче, кој што беше професор по музичко во Кратовската гимназија. И почнавме да свириме. Кој собрал од оние еврокремти текно големите што ги имаше канти, тоа ќе испразниш или од оние за што беа со мармелад, на нив тропа. Ја бас на 4 жици. Ноле покојни, да го споменам, другар ми не е меѓу живите веќе долго време на гитара. Фичо од првиот влез беше Гавриловски на гитара и тоа беше првиот бенд кој што го имавме, се викаше Парламент. Парламент? Од сите можни имиња на овој свет? Тоа беше времето на 90-91 година кога нели парламентарната демократија стана многу актуелна и ние као деца покрај што ги пишуваме имињата на бендовите, ги пишуваме имињата на партиите, па логата, па тоа беше една екзотика, како ти кажам, МАК, не конзервативна, после стана. Да. МАК, нели ВМРО, ДПМН, СКМ во тоа време, ЛДП, социјалистичка. Па после ги пеевме лидерите на социјалистичка по стадиони, нели? Таму беше тој покојниот господин директор на ФСМ, па затоа беше опеан од Вардар. И тоа беше едно интересно време. И некако тоа со парламентот, сега нови партии, нема више, знаеш, само СКЮ, беше многу интересно. И таа прва песна која што практично јас ја напишав, имаше 3 акорда, имаше некој глуп детски текст. Ајде сите. И решив јас да побегнам од првиот час. И сите ми рекоа, гласи нешто на крај имаше нашиот парламент, нема везе, нешто појма немам. И после тоа, нели тоа беа некои наивни детски обиди и после тоа никаде? Свиревме по дома. По дома. Не сме биле сериозен бенд уште. Имаше уште еден бенд во 29 Бубрези се вика. Васе Зе кој исто беше таму кум од мој и така натаму. Марко Петрушевски покојни кој што за жал го изгубивме пред 5-6 месеци. Кој што беше познати поет и писател и што се не глумеше во сите детски серии во тоа време. И од таму некаде 8 одделение полека почнувам да се интересирам да си купам бас. И купив еден бас, од кого го купив, тоа беше на таква тенекија луѓе. Тоа немаше no name беше басот, значи дрво, жици, фретлес, немаше прагови. Како те натира да го купиш баш тој? Кој ме натерал, јас собрав пари и си купив. Ти се заљуби во тој бас, шо? Не, тој бас, тој ми бил прв, не сум имал избор, ја многу, кој ме прашал. И на него почнав да учам. Имав еден помаранџест портокалов грамофон дома, нешто ние старите што се као куфери. И во него дојдов до варијанта, некој ми кажа дека можам да петка имаше джек, се ставаше петка джек, а од друга страна продолжуваше кабел од пин за басов. Успеав да ги поврзам, во тоа време не постоја овие тука Берле Хилс за каблеве. Успеав некако татко или кој ми помогна да го поврзам. И на тоа почнав да учам да свирам, пушташ плоча да речеме Specials или нешто ска, Меднес, не знам, поема немам или Рамонс. И на тоа почнав да ги кинам песни. И практично така ја научив да почнав да учам да свирам бас. После тоа се случи да се запознаеме со Кечо Зоран Жежов. Тоа е 94-та, 93-та. Да. Значи јас сум имал колку 16 години, веќе бев во средното
економско правно училиште Васил Антевски Дрен или по-старо Борис Кидрич. Таму го запознав Борче Добро. и некако се споивме ние тројца по свирки, по концерти, по она. И првиот настап на Суперхикс се случи на 3 март 1994 година, што значи кате дека во март следна година за неколку месеци ние славиме 30 години од првиот концерт на Суперхикс. Ти се верува? Во Дорс, во Дебар Мало, пред 20 на будали наши вршници. Да. Па да ти кажам, знаеш како, во последно време си правиме шеги. Абе, чим почнавме сега во средата се случи 20 години од Румана го правевме во Маракана за затворен круг на луѓе. И викам, абе, ние само јубилеи почнавме време. О, не е нарно. Не е нарно. 20 години од ова, 30 години од она, 5, не знам, од Африка помина 13 години веќе. Кога сме кај Африка, тоа беше една песна која што апсолутно беше за никое такво време кое што се уште го живееме, веројатно. Ништо не се смени. Така е. Сега го свираме Трумано и имаме песни како за минување, зборува за одливот на младите, поминаа 20 години, уште толку заминаа. И само кажувам секоја песна, абе ова е уште повеќе актуелно негото. После тоа колку време ќе го чекаме да дојде сонцето, пролете, мирисот на треба во однос на оние евро аспирации и интеграции кои што не ни се случуваат, само нешто не дриблаат и тука ништо не е сменето. Знаеш што сакав за крај да те прашам, вака, две војна. Се обите надвор од Скопје. Значи, јас се сеќавам на онаа кумбе кое што го носеше Суперхикс бендот на секаде низ балкански и низ европски простори. Кога ќе одиш таму некаде, како објаснуваш од кај си? Знаат за Скопје? Па мислам дека веќе знаат. Скопје, Македонија, ние во Солун првиот концерт го имавме 2010 или 11 кога беше. Не, Кирка ми беше родена Маша, 2013 или 2013 само што се роди. Добро. И ние таму исто фино лепо си рековме добро вечер на сите. Тоа беше еден Балкан фестивал на кој што имаше околу 1000 луѓе во блок 303, така си клубот, односно халата. И ние рековме, видете, ние сме Суперхикс, вие може ги речете дека доаѓаме од Фиром, од Скопје, меѓутоа ние велиме дека доаѓаме од Скопје, Македонија. Република Македонија. И нема проблем со тоа. Знаеш, кај тие кругови на луѓе немаш проблем. И за крај да те прашам, емисијава се вика Скопје Але. Добро. За какво Скопје навиваш? За какво Скопје навивам? За она Скопје што го паметнам од 90-тите и почетните 2000-ти. Урбана Скопје со многу клубови во кои што се негова урбана музика, а не турбофолк, шунт кичи и слични деривати кои што го преплавија последните години. Многу ми е жал за тоа, многу срце ме боли за ова што му се случува на градов. А тоа сами веројатно го дозволивме. Град Скопје во кој што Вардар ги се врати на победничките патеки, во кој што работнички ги се врати на победничките патеки, во кој што децава ќе ни растат во малку на побезбедна средина и во полабав амбиент, а не да се тресеме дали некој на овој кошки ги нападне или не. Град во кој што повеќе би се почитувале, повеќе би се викале добар ден, како сте и слично. Град во кој што повеќе ќе внимаваме на тоа да ги воспитуваме нашите деца. Град во кој што ќе има повеќе зеленила, помалку бетон, кој што многу му се случува, посебно на мојот Капештец и на центар и на цело Скопје. Мислам дека нема населба кој што не е веќе фатена таа болест, урбана мафија и бетонизација. Град во кој што ќе му се вратат игралиштата, пред се овде имаше неколку игралишта каде што сме играле фудбал, сега има само едно кај карате клуб работнички, таму имам тренирано како дете, 2 тренинга, толку свати дека не ме бива. Добро. И на крајот град во кој што ќе се знае дека во градот Скопје има само еден клуб. Гордоста на градот, Вардар никој друг. Вардар добро, може. Во победа и пораз, ние тука сме, други грб ти вртат, ние ти пееме. И сега може во склоп со емисијава але, 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 але. Але, маца ќе го модифицираме. Напред Скопје, ете тоа, таков град се. Браво, Фала Фала ти ти што ми дојде мало, каде што имаме бројни познати личности и слично, мало на борови и сушени, некои додуше, некои паднати, ама некои кои што се уште стојат. И ајде да пиеме по едно кафе во 9, кај Панчев. Ајде. Кај Кобра. Ајде одиме натаму.